Оливер, ми се јави председателот, ми кажа дека сте збореле. Така. Значи, јас сакав да се чуеме, знаеш, да испрецизираме, од ти утре не знаеш како ќе биде, медиуми едно друго, да не се раскараме таму или да испадне не сме договорени. Добра вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во 24-тото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добра вечер. Денеска е Велики петок, да ја честитаме на нашата публика среќен Велики петок и честит Великден кој што следи. На дента ќе честитаме како што треба. Неделава што измина е недела во која што се соочуваме со резултатите од претседателските избори, од првиот круг на претседателските избори за Република Северна Македонија, и можеме да кажеме дека во смисла на она што ние сакавме да се оствари, од прилика се оствари. Бојкотот мислам дека беше преовладувачката сила и освои најмногу гласови. Еве да ги набрзина погледнеме резултатите од изборната комисија, Државната изборна комисија на Република Северна Македонија. Според пресметаните и утврдените резултати од гласањето спроведено на 21.4.2019 година и донесените решенија на Државната изборна комисија, комисијата утврди дека вкупниот број на гласови што го добила секоја листа на кандидат за претседател на републиката поделно изнесува: Блерим Река добил 79.888 гласови, Гордана Силјановска Давкова добила 318.341 и Стево Пендаровски добил 322.581 глас. Според пресметаните и одведените резултати од гласањето, врз основа на Државната комисија утврди дека ниту еден кандидат не го добил потребното мнозинство гласови, а во вториот круг од изборите, согласно член 121 став 1 од изборниот законник, ќе се гласа за двајцата кандидати кои во првиот круг добија најмногу гласови, тоа ќе бидат Силјановска Давкова и Пендаровски. Да направиме една брза споредба со минатите изборни циклуси, да видиме отприлика како делува сето тоа. Што да правиме споредби, на секој му е јасно, да ги земеме само последните парламентарни избори, дека и двете партии доживеа дебакл на нови претседателски избори. СДСМ изгуби околу 200.000 гласа, ДПМН изгуби околу 140.000 гласа. За какви победници се сметат едните и другите? Да. Значи во 99-та година на првиот круг вкупно излегле 1.050.000 гласови. Потоа во 2004 година во првиот круг излегле 935.000. Па во 2014 имаме во првиот круг 870.000 вкупно гласови. 2009 вкупно 1.020.000. Значи сега имаме 720 нешто илјади. Да. Значи во сите досегашни претседателски избори најмал број на излезеност и како што рече ти, овие сите големи партии, односно двете големи партии имаат изгубено по околу 150.000. Па СДС околу 200.000, ВМРО околу 140.000 во однос на последните парламентарни избори. И тоа е катастрофа. Да. И сега за тоа следат оставки.
секаде во свет. Секаде во свет, меѓутоа добро, збориме секаде во Македонија свет. не припаѓа никаде во светот. Да. Односно Северна Македонија не припаѓа никаде во светот. Да. Одиме со нашата централна тема денеска, тоа ќе биде кандидатот на партијата ДПМНЕ и нејзините сега напори за да победи во вториот круг. Да обезбеди цензус за победникот. Многу тешко таа ќе биде победник, туку борбата е да ги да излезат ВМРО-вците што од партијата ВМРО-ДПМНЕ, да излезат да гласаат што повеќе луѓе на таа финта на која победи, на која Груевски 2004 година успеа да му овозможи победа над Бранко Црвенковски. Затоа и резултатот е близок овдека, да се створи една слика дека Силјановска Давкова има реални шанси да победи. Ако излезат уште до 30.000 од бойкотирачите, од абстинентите, Давковска победува. Затоа сега се ствара една слика дека албанците не гласале и нема да гласа за Пендаровски. Затоа се пуштат некои глупости од штабот на Силјановска Давкова, дека Пендаровски подпишувал, тој бил подписник на решенијата за употреба на сила во Гостивар, во не знам каде, во Мала Речица, не знам. Тоа се и дека таму гинере албанци. Се обитуваат, албанците знаат кој ги подпишал наредбите и кој тие досега го игнорираат тоа дека кога СДСМ е на власт, гинат албанци. Така да многу тешко е сега да се разбуди тоа чувство во нив и да го бойкотираат, да гласат наместо за Пендаровски, да гласат за Силјановска Давкова. Но Добро, сега ги спомна албанците, па ајде на брзина и тоа да го продискутираме. Излезеноста на албанците беше во овој прв круг значително ниска. да, Што е сега Силјановска Давкова во едно нејзино интервју сугерира дека тоа ете знак дека албанците веќе им кажуваат едноставно им ја затвораат вратата на етно партиите, по-прецизно на ДУИ, и дека ете веќе тие се изреволтирани и не сакаат да учествуваат во ваквото пазарење со нивните гласови. Кој е твое мислење во однос на тоа? па кое е моје мислење? Беа раскарани и 2016 година партиите, албанските партии меѓу себе. Но сите се обедини околу тиранската платформа. Значи, тие кога се борбата меѓу нив, кога е натрешна партиска борба меѓу партиите на албанците и кога се борат за гласови на албанците кој да влезе во власта, за да ја држи коската, тогаш има кавга. Но, кога доаѓаат интереси на албанците, тогаш сите се заедно. И сега не знам која платформа ќе биде испорачана сега на Заев и на Мицковски од албанските партии, не од албанците, не од партиите. Бидејќи сите тие повторно ова е голема шанса да добијат уште една сериозна отстапка. Секојаш тие ги користат овие шанси да овие можност да добијат отстапка. Дали ќе се вика платформата сега Призранска или Приштинска или Прешевска, зависи што ќе опфаќа, но едно е сигурно дека уцената ќе биде голема. Дали сметаш дека тие повторно ќе одустанат од, односно нема да учествуваат во вториот круг? Не. Тие, бидејќи и кај Заев, и кај Мицковски, желбата да се победи на овие избори го мати умот, го блокира реалното размислување. Што ќе значи ако се направи уште една остапка од како што беше тиранската платформа. Како што беше Негрујо од стапката да ги амнестира убијците на цивилни македонци. Така да
ако размислуваат или Заев, што кај Заев се помали шансите да може да размислува, бидејќи тој е свесен ако ја изгуби власта и ако бойкотирам, устари ако бойкот се наметне како движечка сила на формирањето на измените на избирачките, законот за избори, за законот за влада. Тогаш Заев и целата политичка елита од 91 до денеска ќе бидат судени за велепредавство и ќе заглават сите долгогодишни казни во Идризо. И затоа тие, иако јас Мицковски сакам да кажам дека и тој би требало да биде посвесен во оваа ситуација и да го одбие тој, да се надеваме дека тој ќе го одбие ценкањето со албанците, но гледам како Силјановска се додворува на албанците, како сега да заборави дека дека ветуваше законот за јазик нема да го потпише. Тоа помина, сега е борбата да се докопа до фотелјата председателска. Да, па еве сега веќе ветува дека таа не е царица и дека ќе мора да почитува. Тоа ми е поентата, тоа е зборот. Само тоа го заборавив да ти го спомена. Да. Варе, значи овие прелиминарни работи ги завршив. Да. Одиме кон она што е, како што веќе реков, главната наша тема, тоа се нејзините обиди да, еве ти како што велиш, да извлече, да направи цензус за Заев, или јас како ете понаивен, нејзините обиди да извлече доволно гласачи кои би сакале кои би и помогнале да победи. Во интервју кое што беше, мислам, дадено како пресконференција беше тоа, или ова е на Сител, ова е од телевизија Сител во дневникот интервју, таа вели вака: јас мислам дека ќе има цензус, иако се разбира дека дел од граѓаните не сакаат ни да помислат да излезат на гласање поради името. Тоа се оние од бойкотирам, а кон нив се приклучи и диаспората. Но јас имам намера отворено да разговарам со приврзаниците на бойкотирам, да им објаснам дека нема цел неколкукратното бойкотирање, дека проблемот со името на легален начин се решава внатре во институциите и ќе ги повикам да гласаат на изборите. Понатаму вели: корупцијата во Македонија е системски проблем, кризата на лидерството е системски проблем, поданичката политичка култура е системски проблем, партизацијата и политизацијата е системски проблем. Не може оние кои го креирале проблемот да го решат. Потребни се нови луѓе. Заклучи Силјановска Давкова. Мислам дека треба да ја тужиш за плагијат. Да. Ајде да почнеме од почеток од ова неизвестно. Има дека некој работи. Многу е чудно што ова ненајдено просветлување на Силјановска Давкова да разговара, односно да има диалог со бойкотирам, што е само еден учесник во движењето бойкот. Тука треба да разјасниме. Да, ај малку разјасниме го, затоа и што и јас не бев свесен на ова сега диференцијација која што ја правиш. Бойкотирам си е движење кое му припаѓа на трета, која го води Лјупчо Палевски. И тоа се вика движење бойкотирам. Сега се вика движење бойкотирам ПИ, председателски избори. Беше движење кое го бойкотираше референдум. И тоа си го води Лјупчо Палевски. Со уште некој не е сам, но тие се сите членови на бойкотирам. Бойкот. Бойкотираме дел од бойкотот. Во бойкот учествуваат индивидуалци, здруженија, но бойкот нема водач. Сите сме ние индивидуалци во бойкотот. Никој не го води бойкотот. Тоа сега, например, бойкотирам и јас го користам тој хештег. Да. Дали е сега ова премногу цепење на влакна? Не, овдека се работи за многу сериозна манипулација. Да. Бидејќи
врзувањето на бојкот со бојкотирам, дека всушност тоа е едно те исто, ја елиминира самостојноста на бојкот. Елиминира еден куп луѓе кои учеството во бојкот е индивидуално. Има многу луѓе кои не се никаде врзани. Да. И сами бојкотираат. Тие не се членови на бојкотирам. Не се членови на ништо, но бојкотираат. И еднаш, не знам, во една емисија споменавме дека тоа е индивидуално, дека нема представник, нема ништо. Да, бојкотот е децентрализиран. Јас бојкотирам, Да. го користев, меѓутоа бојкотот општо е децентрализирано движење, мислење, како сакаме да го крстиме сега. Затоа што не може дури и да кажеме движење бојкот и тоа е до некаде сега непрецизно, зашто бојкотот е едноставно, како да кажеме, дело. Да. Немаше да дојде до ова, мораме да го објаснуваме сега за да не беше овој повик на Селеновска Давкова, смислен во неите два штаба. Како да се разедини, како да се створи, да почне да се ствара раздор во самото движење бојкот. Бидејќи тие се обидуваат да го наметнат бојкотиран како водач. И знаеш, кога ќе имаш личност како водач, тогаш удба е мајстор за правење пити гомнарки и ќе пушта разни валканици, лажни валкани приказни за човекот кој го води тоа здружение. И сега нормално луѓето не може никој да ги демантира сите тие валканици. Во таа смисла, дали, например, и денешново заземање на став во корис на Силјановска Давкова од страна на Апасиев, дали тоа не е еден дел од таа пита гомнарка, бидејќи Апасиев беше асоциран со движењето за бојкот на референдумот? Тука има една малку, пак се обидуваме да ги правиме емисији пократки, ама мора да, бидејќи никој не ги објаснува овие работи. Службата секогаш прави луѓе кои ќе изгледат доверба во опозицијата, во оние кои се потенцијални противници на системот, на режимот, на некоја групација која е на власт. Најубав пример е 95 година, кога Милошевиќ се почувствува премногу загрозен и кога сакаше да купи малце меѓународна доверба, тој донесе одлука да дозволи да се формираат независни гласила. И Македонија, бидејќи е како сврзан сад со Србија. Баш сакав да речем, токму тој период се појавија Дневник, Фокус вечер, Весник ли беше, имаше уште еден така. Овие се двата Дневник и Фокус. Дневник беше најизразито, бидејќи се продаваше во безцение. Беше 5 денари. 5 денари беше, да. Одеднаш се појавија продавачи на весници по секој ќоше. И сега ти да продаваш весник на кој реална цена му е 30 денари, беше тогаш реална цена. Се сеќавам на едно интервју на Панде Колемишевски, дека не може, вика, весник да се продава по 30 денари. Да. И сега одеднаш ти имаш весник кој се продава за 5 денари. Да. Беше максимално коректен во почетокот. Да. И утрински весник беше вториот. Имаше два излега. Да, и утрински весник, но утрински весник веќе држеше линија про СДС. Да. Овој, затоа беше тоа направено, да се појават два, овој да биде неутрален, а другиот да биде СДСовски. Да. Точно да се види дека се раѓа, се појави конечно вестник кој е Дневник
потоа полека стана бранител на... Кога доаѓаа избори, тој секогаш беше на страната на која ќе одлучи УДБА да победи. И така ја ствараше сликата. Кога требаше, тој ја играше главната улога за службата. Еве го Апасиев. Му градеа имидж дека тој е правник, дека тој е борец за вистината и оп, сега пред кога требаше да продолжи да левица бойкотира како што правеше во шерената револуција, да биде еден од носичите столбови на протести, сега на бойкот, Апасиев излегува и бара да се подржи Силјанова Давковска. Исто го направи професорот Јанев. Да. Игор Јанев. Да. И добро, сега Јанев му виси нели кривична пријава за повикување на насилство. На насилство и затоа Јанев се повлече, го нема на Фејсбук многу да и одеднаш Јанев сега тоа што е уценет веќе, имат средство со кое може да го уценува. Може би Јанев би продолжил да не беше таа уцена, ама му најде удбачаре. Да. И кај Апасиев сигурно има нешто што го сменил мислењето. Да. За Апасиев само уште да кажам и ќе продолжиме натаму. Апасиев, јас мислам дека и во емисија го имам спомнато, меѓутоа во наши приватни разговори многу пати го имам кажано. Секој човек кој што добива, кој што е наводно дисидент или наводно против желбите на власта, што има ставови кои што се спротивни на власта, а кој што добива толку медиумски простор во Македонија, е сомнителен. Тоа е така, бидејќи тој ипак сепак гради кариера во државни институции. Да. И од тие нема дисидентство. Да. Сега, значи, да. Силјановска Давкова вели дека ги повикува они од бойкотирам. Нешто имаше и некоја изјава од неа исто така дека зборувала со некој во Штип, да. Дека ги убедила веднаш, од тоа немаме ниту снимка, ниту... И уште нешто има. Да. Баш во дискусија на Фејсбук со луѓе од бойкотирам, да. Кој им посочив дека веќе нивните тој рекол дека во Штип немаат представници, бойкотирам, нема представник. Значи, повторно игра на, може би некои таму се представиле на таа, или биле представени, да. Дека се од бойкотирачи, а не дека се од бойкот, туку дека ги бойкотирале да. Гласањето и може би направила навистина Силјановска муабет и тие рекле пред некои луѓе тука да слушнат дека да, веќе не сме. Знаеш колку имаше слики по Фејсбук како се палат книжки од членови на СДС, наводно незадоволници или од членови на ВМРО. Да. Ова е таа приказна. И тоа е таа шема која веќе сме ја виделе. Да. Само сега се менува формата. Да. Сега се разговара, не се палат книжки. Да. Но дека во ова што е многу битно во ова изјава, неизлегувањето на гласањето не е само поради името. Да. И тоа Силјановска свесна е. И затоа тоа во второто, во продолжението на ова, говори дека, признава дека има уште нешто посериозно од промена на името, зашто е бойкотот. И затоа сум спремна на улица, на плоштад, во парк, во јавна соба, со сите кои бойкотираат или имаат дилеми, да разговарам за овие прашања, зашто јас ја разбирам разочараноста, целосно ја разбирам. Меѓутоа, мислам дека таа не води кон решение. Ке бойкотирате еднаш, 2 пати, 3 пати. Ке стане председателот на собранието, председател на државата, ама без изборен легитимитет. Ама што потоа? Да, мене исто толку ме боли промената на името, колку и оние кои не сакаат воопшто да го споменат. Меѓутоа, уставот е сменет. Парламентот е парламент на
Република Северна Македонија. Една од битните работи, мора се да го расчистим и тој појам. Кога Силјановска Давкова вели дека ќе бойкотирате еднаш, два пати, три пати и готово, пак ќе победи системот. Не. Системот ќе изгуби ако бойкотираме еднаш, два пати, три пати. Бидејќи тоа ќе води кон блокада на системот. Ако власта, ако системот не може да спроведе избори, нема да постои една држава во свет, се може би Северна Кореја, и Путин може би ќе даде поддршка. Друг ќе нема кој да ги поддржи. И тука е она што денеска стаса една многу непријатна за системот вест. Франција не дозволува да започнат преговори, да се даде датум за преговори за ЕУ. И тоа е соопштено на представниците на власта. Дојде нешто и од Хојтли. Од Хојти. Да, околу... тоа е уште... Веќе кога сме на таа тема, она што случува оваа недела, очајноста од страна на системот, ги извадија од под дрво и од камен сите адути. Да. Еве, го фрлија веќе, го употреби и Апасиев. Апасиев беше човек кој што ќе можеше да му служи на системот во следните 30-40 години. Да биде нов Милчин, да биде нов 68 да биде. Него го веќе го фрлија под вода. Се извадија, се фрлија. Од оние уметници кои што можеше нешто да бидне, нив ги фрлија под вода. Сите адути власта ги вади од под дрво и од камен. Тоест власта, системот. Паника е. Паника. Значи, веќе после само два последователни бойкоти што се случува? Свесни се, задутре ќе биде воскресението Христово. Да. Свесни се дека бойкотот ја воскреснува Македонија. Да. Тоа е најголемиот страф. И затоа овој празник на воскресение ќе биде воскресение на Македонија. Ама воскресението ќе го донесе бойкотот. Оти замислете ако дојде власта во фантастично време умее да смени устав, замислете сега, ако си го смени уставот, по принципот сега нашиот, утре вашиот, па двајцата конзули, погрешно тоа го нарекуваат консенсуално, тоа нема врска, консенсуален председател е оној кој што ќе освои што е можно повеќе гласови од граѓаните. Тогаш целата власт во Македонија, држете ме до збор, сите истражувања покажуваат ќе биде на едно место. Дури тогаш ние ќе имаме републиканска монархија. А се знае кој ќе биде монархот или се знае кои ќе бидат конзулите. Силјановска Давкова заборава дека бойкотот инсистира. Не бойкотирам. Бойкотот инсистира на промена на изборен систем, на промена на закон за влада. Владата да не биде гласана од двата конзули. Бидејќи нема два конзули во Македонија, има само еден конзул, а тоа се албанците. Тие избираат на кого ќе му дадат да биде вториот конзул, да биде подчинет на нив. Додека имаме таков закон за влада, додека имаме ваков изборен систем, додека не се избере техничка влада, која ќе спроведе до крај чисти, демократски и фер избори, нема промена на системот. И затоа бойкотот ќе трае додека овие услови не се исполнат. Не се во прашање ни Гога, ни Пендаровски. Што ако Талјат дојде да стане ВД? Талјат ќе биде свесен после овој бойкот дека се што ќе направи надвор од уставот, бидејќи после третиот или четвртиот бойкот, сите тие ќе се одржи македонскиот нимберски процес.
Сите ќе седат на обвинителна клупа. Ќе нема тука кој да го штити Талјата затоа што е албанец. Не, тој прекршил устав. Прекршил права, злоупотребил, направил државен удар. Тие не се штетни само за македонците. Штетни се и за албанците. Бидејќи една врхушка и кај албанците и кај македонците живее добро. Се друго е аргатлук за нив. Затоа нема така лесно да се одлучи ни Талјат, ни Ахмети, ни било кој друг да прави злоупотреби ако успее сега бойкотот. И ако се биде јасно дека пак има бойкот. Дека ќе се бойкотира и наредните избори. И наредните. Се додека не се усвојат овие промени. Бидејќи тоа се промени кои водат кон граѓанско општество. Да, токму така. Значи, лага и манипулација е тоа што велате дека што ќе правите после повеќекратно бойкотирање, нема сврха на повеќекратно бойкотирање. Што ќе прави власта, нека одговори, што ќе прави системот после повеќекратно бойкотирање. Ние знаеме што ќе правиме, тие не знаат што ќе прават. Да. Тие се свесни. Сега, од една страна, уште во главата им, ние ќе употребиме сила и ќе останеме надвор од уставот, надвор од се. Не. Ама од друга страна викат, ама што ќе се случи? После вториот, третиот, доаѓа од Франција непријатна вест. Нема ЕУ, нема лажење повеќе. Доаѓа непријатна вест од Турција. За сега. Ама Франција ако не даде согласно за влез во ЕУ, нема даде согласно за влез во НАТО. Да. Што ќе се случи? Еве Канада прави една голема, во Канада се случи една голема промена. Да. Се по јасно дека во Канада ќе победат конзервативците на изборите. Да. Дали Канада ќе даде согласно с Македонија да влезе во НАТО? Да се сомневам. Бидејќи овде ќе има политички дисидент од Македонија. Да. Канадскиот комитет за човекови права, кој е дел од во парламентот, комисија во парламентот, сигурно дека ќе поразмисли каква препорака ќе даде. Ова се работи кои таму се стават по тепих, никој не сака да ги зборува. Сигурно има движење веќе во Германија, во Европа, кои работат на овој проблем да ги запознаат владите. Си оди Меркел. Да. Но сега тука да не одиме многу длабоко. Не само прашање е воопшто колку системот во Македонија сака да влезе во не сака, НАУИ. ама да сака да влезе. Тој ќе ги исполнеше препораките на Прибе. Да. Што изјави Ван Хојте? Овој Хојтли. Да. Тој така толку јасно кажа дека не сака власта, системот не сака да влезе во ЕУ. Не, тие не сака. Да, рече едноставно не знаеме кога ни се мачкаат очи, кога се преправат некои држави дека се прават реформи, знаеме, гледаме дека не се работи. Но драго ми е што Хојтли свати дека излажен. Да. И дека сега веќе Македонија не игра улога што е играла Југославија во студената војна. Нема сега гледање низ прсти. Да. Веќе не им треба Македонија. Да. Во таа смисла. Да. Сега, од каде е ова ненадејно менување на ставот на Симонска Давкова да одеднаш сака да прави диалог со бойкотирачите, па дури со диаспората, вели, со незадоволниците. На други интервјуа ја споменува шарената револуција, незадоволните од власта и едно друго. Меѓутоа, конкретно во ова, од каде сега таа се решава да нуди диалог на бойкотирачите? Јас сум убеден, сепак, по не знам кој пат, многу луѓе ќе кажа дека се придавам на себе се многу големо значење, но
Овие сега што ги видите скриншитови и докази, ќе просудите дали ја говорам од самобендисаност или говорам од она што навистина се случило. Со шефот на штабот на изборниот на граѓанскиот изборен штаб на Гордана Сијановска Давкова, имавме една дискусија пред првиот круг на избори. Да, тоа е Горан Момировски. Да. Долгогодишен новинар. Сега од една страна Давкова се буни за тоа што Пендаровски ги користи премиерот и министри од владата за нејзината кампања, од друга страна таа има новинари кои што треба да се независни како шефови на нејзиниот штаб. Дискусија од 18 април оваа година, значи да, пред 3 дена пред првиот круг. Момировски во неговиот статус вели вака: со оглед на тоа што од тимот на Пендаровски никој не сака да дојде со мене на дебата утре во Само вистина на Канал 5, еве нека дојде Никола Спасов како експерт за избори и за аналитика да зборуваме за кампањата, за рейтинзи и за други актуелни теми. На овој статус ти даваш коментар кој вели вака: дали може јас да дебатирам со вашата кандидатка? Мислам дека како најпознатиот жив македонски дисидент, тоа е епитет кој што токму Момировски ти го има даден. Да. Би требало да и биде задоволство на Силјановска Давкова да излезе со мене на ТВ Мегдан. За жал, Момировски дава еден одговор кој што е типичен за нечесни луѓе кои водат дискусија со тебе, кој вели вака: зошто да не бе, Јордане? Може да дебатираш, никој не ти брани. Јави се кога ќе дојдеш некогаш во Македонија да организираме дебатата, мислам дека на професорката ќе биде задоволство. Ако сакаш председателска дебата, ќе мора да се кандидираш на избори. На Момировски му е јасно дека ти како политички, не само дисидент, туку и политички азилант, не си во можност така лесно да патуваш во Македонија и да излегуваш, бидејќи на тој начин ризикуваш да го изгубиш твојот статус и твоето државенство во Канада. И повторно на тој начин ќе се вратиш на нулта позиција. Да. Значи тоа е една многу нечесна тактика која што сум приметил често се употребува против тебе кога нешто кога ќе спомнеш нешто конкретно, веднаш па дојди во Македонија. Она што ти го зборуваш е аргумент кој што нема врска каде си ти. Да. Денеска технологијата овозможува да се водат разговори, дебати преку интернетот, преку Skype, преку Google Hangouts. Ако отидете на YouTube, ќе видите дека главниот формат на дебати и на разговори денеска се води преку Skype. Па тука е и целата поента, затоа и беше употребен ова приказна бойкотирам, да се вклучи во, наводно се покануваат бойкотирам на диалог. На диалог и диаспората. Да. Бойкотирам е јасен дека не сака да учествува во бидејќи не сака да ја даде, дословно ми одговорија на прашањето од трета. Да пообјасниме. Ти се обиде, веднаш што ми излезе Силјановска Давкова со овие покани за диалог, ти стави во контакт со лидерот на движењето Бойкотирам, со Палевски, да го запрашаш дали би бил заинтересиран да ете здружено ти, тој и уште еден или двајца, да направиме еден интернет диалог со господјата Давкова. Бидејќи планиравме да правиме еден избор од диаспората некој човек, дали тоа ќе биде Златко Ковач или ќе биде Игор Аврамовски, Александров од Австралија, да се вклучат тие луѓе во еден така диалог со кој ќе оди преку
Skype, техниката како тоа го дозволува. Да. И така да има еден сериозен, но Палевски направил убава проценка, може би многу тој е таму и сепак некои работи подобро ги гледа. И јас потоа размислувајќи сватив дека каде е вистинската игра. Тоа ме наведе да ова го сега ќе говориме понатака го согледам до крај. Да. Палевски рече дека со самото тоа што ќе прифатиме дебата со Гога, сме ја легитимирале. Ние губиме пријателе. И точно, бидејќи разговорот ќе биде за името, ќе биде за бојкотот. Да. Не врзан за оние битни политички случувања кои Силјановска ги ветува, бидејќи таа затоа во поведот и нејзиниот штаб точно дефинираат дека името е проблем сам. Да. И за тоа би разговарале со бойкотирами со диаспората. Значи, се елиминира било се друго што е врзано за неите ветување. И со право Палевски, но сега тука е она битното. Значи, се потврди, барем за мене, дека ова што е овој повик Да. за диалог е всашност да се елиминира, да се дефокусира мојот повик за дебата со Силјановска Давкова. Тој што сум го упатил на 18 април Да. и пред на 18 февруари кога побаравме интервју со Силјановска Давкова. Да. Затоа постојат докази за дата наши обида да дебатираме со Силјановска Давкова, но да дебатираме за две основни работи. За нејната улога од 91 година, политичка улога. До ден денешен. Во ред, ајде, ако може сега да употребиме еден инсерт, токму околу Да. тој период кога таа беше во политиката за првиот пат. Точно е дека јас во животот 2 години сум била како член на Либералната партија во власта и сум си заминала. Меѓутоа, точно е дека сега имам ретка шанса по свое да се представам и по свое да делувам. И денеска не знам колку пати реков дека нема да бидам ја ни 101, ни 102% на некој кој ме поддржал или застанал зад мене, туку ќе бидам 100% своја. Значи сега ова испаѓа како на прошетаја свињата 3 пати околу џамија и ќе биде муслиман. Да. Сум била, точно сум била во 92 во владата, 2 години има сум се заминала. Навистина? Како може да каже заминала, кога власта ја предлагала да членува во многу меѓународни институции. Да. Била член на некоја комисија на Обединените нации. Била член на Венецијанска комисија во 2 мандати, 8 години. Да. И сега И тоа во времето на Груевски. на Груевски, на режимот. На режимот, на груевизмот. На груевизмот. И сега кој ќе прочитам кога слушнав вториот дел на изјавата, оно што ти го прочита на почетокот. Да, во кој вели вака: корупцијата во Македонија е системски проблем. Кризата на лидерството е системски проблем, поданичката политичка култура е системски проблем, партизацијата и политизацијата е системски проблем. Не може оние кои го креирале проблемот да го решат. Потребни се нови луѓе. Ако не била таа поданик, Да. зар би дошла до таму?
да биде професор на правниот факултет, на најважниот факултет во целата република и да биде представник на македонскиот систем на секаде и да го брани на секаде. Според она како се однесувала во Венецијанската комисија, таа го бранела максимално тој систем. И сега таа вели потребни се нови луѓе. Таа мисли дека рециклирана личност како неа, народот ќе ја прифати како нов. Таа воопшто не е нов човек. И сега она што е поентата, што е била поентата на нашата дебата. Мислам, јас ги дадам, ќе ги открием моите карти. За да свати дека бегството од дуелот со мене само и прави уште полош. Признава дека се што го говорам и се што сме го говореле во неколкуте емисии досега и текстови е вистина. Таа никогаш не била борец против системот. Таа била чувар на системот. Еве, само еден така ситен детај. Синот кој наводно свири на шупелка, нејзиниот наводно дудук син. Што, бил по која основа бил член на управен одбор од 2011 до 2019, не знам дали е уште. Читаме точно што е. Значи, врз основа на член 17 од законот тој, на седницата на владата на Република Македонија одржана на 26 ноември 2011 година. Значи, во режимот на грујовизмот. Донесе решение за разрешување и именување член на управниот одбор на јавното предпријатие за извршување водостопански дејности ХЦ Злетовица Пробиштип. Прво, Гордана Павловска се разрешува од должноста член на управниот одбор на јавното предпријатие за извршување водостопански дејности. Второ, член на управниот одбор на јавното предпријатие за извршување на водостопански дејности ХЦ Злетовица Пробиштип се именува Павле Давков. И после Цацко пиел виски. Пијам. Кое искуство работно имал Павле Давков? Каде работа до тогаш? За што бил докажан за да членува во еден управен одбор на такво, на еден хидросистем? Тој минува време во паркот понекогаш врне, водата мора да се дренира и така натаму. Одиме, второто. Второ, врз основа на член 17 од Закон за јавни предпријатија, владата на Република Македонија на седница одржана на 22 декември 2015 година донесе решение за разрешување и именување на член на управниот одбор на јавно предпријатие за извршување водостопански дејности ХЦ Злетовица Пробиштип, значи истото предпријатие. Прва точка, Павле Давков се разрешува од должноста член на управниот одбор на јавното предпријатие поради истек на мандатот. Втора точка, за член на управниот одбор на јавното предпријатие за извршување на водостопански дејности ХЦ Злетовица Пробиштип се именува Павле Давков. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, ќе се објави во службен вестник на Република Македонија, од каде што впрочем ги најдовме и овие извештаи. Тоа е така се наградуваат борците против системот. Сега да дојдеме до она што светот, демократскиот свет дефинирал кој е борец против системот. И тие си имаат име, ги крстиле дисиденти. Да појаснам кратко што е дисидент. Дисидент е широко дефинирано лице кое не се согласува со политиката или општественото уредување на средината во која живее. Терминот најчесто се употребува за политички дисиденти.
особено за оние што живеат во недемократски режими. Политичките дисиденти обично користат ненасилни средства при својата борба за своето мислење. Обично дисиденти се третираат како феномен единствено карактеристичен за недемократски во прв ред за тоталитарни режими. Сега, дисидентството во Македонија не постои. Натре во државата. Бидејќи да не сум сретнал критичари на системот. Имаме критичари на носители на функции во системот. И тоа самата служба и самата власт го подхранува, бидејќи постојат секогаш чривалски борби. Да. За борба за власт. Па да го смениме Груевски, за да дојде Заев. Па да го смениме Заев, па да ќе дојде Мицковски. Па да го смениме Црвенковски, да дојде некој си друг. Да. И тука е таа... Ова е дисидентство во Македонија, Милован Джилас, кој ја критикува комунистите за тоа што не се доволно комунисти. Да. Истото е со Минчини компанија, Шејечите осмашите. Исто тоа е со левицата, Апасиев и дружината. Да. Тоа е тоа. И тоа не е дисидентство. Дисидент, што да правам? Пак ќе барам да ме разберат луѓето многу убаво, да не ме разберат лошо, ама тоа е мојата судбина. Значи, дисидентот е суштински противник на системот, Да. не на режимот или на владата или на лидерот. Тој е суштински противник на системот. Тој ја наоѓа маната на системот, ја посочува и бара решение за тие проблеми. Да. Ти, впрочем, тоа започна да го работиш со твоето прво излегување во весниците, иако и пред тоа имаш некои текстови писма до уредникот и така натаму, меѓутоа 98 година со текстот Полиција и политика прв пат зборуваш јавно за дејствувањето на УДБА како партиска полиција. Моето дисидентство почнува, мојата борба против режимот, почнува 90 година, кога како успешен стопанственик, приватен, нашата фирма беше топ фирма на просторот на Југославија во мода, ги одбив понудите на власта на Социјалистичката партија да станам нивни пратеник. И се приклучив на десницата. Таква, која беше декларативно антикомунистичка, за слободен пазар, за сите тие работи. Јас можев, ако го има умот на Давкова, да градам кариера преку тоа што ќе ползам кон врвот, да се приклучам и да станам пратеник во првиот парламентарен состав на Социјалистичка партија, да ги уживам благодетните, да ми цвета фирмата и така да продолжам ден денес. Не, јас иако фирмата одлеше одлично, можев да се тренам настрана и да си го бркам само бизнис. Ама тоа не значеше слобода, демократско општество, не значеше промена на систем. Затоа застанав сериозно за ВМРО ДПМН. И финансиски, и лично. Тоа нема да го зборувам сега колку, како и што. Да. Но од тука почнува дисидентството. Затоа е отворено моето досие. Сега, зошто зборуваме за дисидентството, зошто се обидуваме да го дефинираме поимот и да те ставиме тебе во таа рамка? Зошто? Има една голема несреќа во Македонија. Има десетици илјади прогонувани неуставно.
еден куп бизнисмени кои застанаа за ВМРО. Беа уништени во Куманово. Зборам за Куманово. И во Македонија, оние што јас ги знам, кои беа на првите избори, му пружија максимална поддршка на ВМРО, не за и за националното, но повеќе за рушењето на комунистичкиот систем. Тоа беше кај сите нив одлучувачко. Од тие неколку десетици илјади неуставно прогонувани, неуставно прислушкувани луѓе, кои беа во тие години столб на македонската економија, кои ги пробија блокадите од Србија, блокадите од Грција. Секогаш Македонија немаше недостаток на храна, на ништо. No. Како да немаше блокади? Инаку прогонот на тие луѓе започна токму со владата во која што учествува Симеонска Давкова. 92 почна прогонот. Да. Кога е донесен тој фамозен нов правилник за работа 1092. Да. Во која влада и во чија донесување учествувала и Давкова. Јас се осмелив, собрав храброст да не останам во Македонија. И дојдов во Канада. Тука канадскиот рефуџи борд, моето барање за азил, за политички азил, го прифати. И со тоа ми ги даде легитимитет дека сум дисидент. Покажи го документот. Сега на екранот. Да, кој беше за македонскиот суд неважечки. Кога го тужев Фрчковски за клевета, дека јас не сум политички, туку дека сум економски емигрант. Ова е судството на Заев денеска. Ова е судството на Груевски вчера. Ова е судството на Црвенковски. Ова е судството на Давкова. Тоа се нейни ученици, нейни студенти. За такво ли право ќе таа не знае друго право сем ова да го предава. Да. И да го застапува и да го брани. Да. И сега повторно малку излезе од зошто сега во овој контекст на повикот на Симеонска Давкова да води диалог со бојкотирачите за да ги натера да гласаат, зошто сега го дефинираме твоето дисидентство? Па затоа што таа не е дисидент, таа е бранител на системот. Таа вели дека во нејзиното вели дека системот е проблем. Системските се е од системот. Корупцијата, криминалот, судството, се е од системот. Па како сега? Дел од системот е, го бранила системот сите овие години. Го зајакнувала, го представувала како добар надвор во институциите кои учествувала. Стварала нови кадри. И сега таа вели дека нови луѓе, таа е новиот човек. Како може да биде таа нов човек? Кога ни еден текст, еден напис, еден истап од 90 до денеска, дека покаже Силјановска. Дека се обидела да се бори против системот. Со еден збор. Ние мора да... Во Македонија мора луѓето да научат. Не ги дудеа за дисиденти Славко Милосавлевски, Ѓорѓе Марјановиќ, не знам уште кој не. Нека најдат еден текст од тие луѓе, кои наводно биле дисиденти, во кој е критикуван комунистичкиот систем и е баран повеќе партизан, слободен пазар, слободен печат, ништо. Такво нема. Да. Оние кои ме следат на Facebook знаат дека јас сум мимер, односно споделувам мимови, не сум произведувач на мимови, туку сум само дистрибутер и шверцувач. Неделава излезе едно извонредно меме, заборев точно кој беше авторот, мислам дека се вика антикомунистичко движење, нешто така. Мемето го гледате на екранот, мислам дека е снимка од една ТВ серија,
во средно училиште каде што полицаец кој гони наркомани и дрога едно друго, оди во средно училиште и се обидува да се смеша меѓу учениците. Да. Станува збор за човек во 5-60 години, околу 40-50 години, значи очигледно стар човек и сега дотеран како младинец со дуксерица, со скейтборд на рамо, капа завртена наопаку и на англиски мемето е How do you do fellow kids? Или како сте другарчиња дечиња. Другарчиња младенци. Сега мемето е Гога е во ликот, а прашањето е како сте другарчиња ВМРО-вчиња. Значи таа сега се обидува да се наметне како некаков ВМРО-вец, како некаков вистински борец против системот, како нова личност. Каква нова личност? Не си едва и рециклирана личност ова. Личност која што самата вика до 2002-2004 било во владата, па потоа заминав. А каде замина? Па тоа е тајната, тоа не сака да го говори. И затоа, многу работи нема да бидат кажани до крај од мене во ова. Ќе очекувам дека изборниот штаб и самата Силјановска Давкова за да ме демантира како ќе повторам, јас сум единствениот легитимен и легален борец против системот. Мислам дека можеме полека да ја привршуваме. Да. Значи, повторно со ова мемево. Како сте ВМРО-вчиња, другарчиња ВМРО-вчиња? Што вика таа сега? Не може оние кои го креирале проблемот да го решат, потребни се нови луѓе. Од каде ни е позната таа реченица? Тоа е нешто што постојано ти го пишуваш, еве еден твој текст од 2017 година кој што започнува вака. Со цитат од Карл Петар Шварц. Да. Народот се расправа кој е патриот, а кој е предавник, службата, односно УДБА и КОС ги плячкосува. Правосудството е катастрофа, суди по диктат на службата. Политичките и идеолошките неистомисленици се прогонуваат се уште по истите линии на работа, како и пред 91 година. Медиумите ги контролира службата, УДБА и КОС. Мракот ќе трае се додека не се расветли минатото, а минатото не може да го расветлат луѓето од минатото кои беа креатори на мракот. Ако има малку самопочит Силјановска Давкова, излезе, ќе прифати да има дуел со мене. Минатата недела го дискутиравме Фрчковски и неговото лигавење до врвот. Силјановска Давкова е од тој калибар на човек и затоа јас едноставно како и како помлад, но сепак би сакал да ти дадам совет да не губиш сон, да не мислиш дека случајно ќе ти прифати. Јас знам дека нема да прифати. И тука сум... Но, мое да изразам надеж. Моето ниво на култура. Така да, да ја ставам на тест. Иако знам тестот дека нема да го положи. Што да правиме? Во ред, како што реков, денеска е Велики петок, нека ви е честит Велики петок. Да продолжиме и понатаму со борба во која сме се зафатиле. Јас мислам дека резултатите од референдумот се извонредни, меѓутоа она што е уште поизвонредно се ставовите и мислењата кои што ги гледам по социјалните мрежи на обичните луѓе кои што се свестуваат. Ова меме е една извонредна представа на фактот дека македонскиот народ се освестил. Јасно име на луѓето. Не треба никој да им кажува, јасно име што се случува. Ова е ремек дело ова меме. Да. Затоа што го упфаќа се. И како што реков, и другите ставови, мислења кои што многумина луѓе ме тагнуваат сега со нивни ставови, продолжете и понатаму. Сега не би сакал да именувам личности, меѓутоа продолжите и понатаму, извонени се ставовите. Македонија е во прашање,
нашата нација е во прашање и конечно толку воодушевува фактот што еве конечно го гледаме фактот дека се буди македонската нација. Се надеваме дека и овој пат ви се допадна нашата содржина и ако ви се допадна ќе потсетам и ќе ве замолам да го удрите копчето лайк и да се зачлените на нашиот YouTube канал, затоа што и едното и другото ни помагаат во проширувањето на дистрибуцијата на нашите видеа. Ве молиме да ги споделувате видеата, затоа што и тоа помага во ширењето на видеата, во алгоритмите на овие социјални мрежи. И од вас бараме да го да продолжите со ова што го работиме досега, да продолжите со бојкотот, да не наседнувате сега на овие измами на Силјанска Давкова, на Мицковски, да не наседнувате на овие измами околу чекање до 5:30 во недела дали да зависно на излезноста. Бојкотот е бојкот, мораме да покажеме дека ова е став. Да, дека ова е став, дека не е случајност, дека не е од нерешителност или од индиферентност. Ова е став на македонците да направат сопствена држава за своите сопствени интереси. Ништо повеќе, ништо помалку. Ви благодариме на вниманието. Се надеваме дека ќе останете со нас во нашата борба во осознавањето и распространувањето на вистината, затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање и честит Великден. Ама мене ми треба гласот на оние кои имаат дилеми, ама кои мора да знаат дека со неизлегувањето дилемите ќе си останат, дури и ќе се продлабочат. Знаеш, да испрецизираме, оти утре не знаеш како ќе биде, медиуми едно друго да не се раскараме таму или да испадне не сме договорени. Пуштете ме, бре, луѓе, опасни ловџи има, мора да избегам од овдека. Не сум младожења.